Во врска со некои актуелни случувања во Република Македонија, Центарот за разбирање и институционална соработка го изнесува своето мислење во неколку точки. Што се однесува до политичката настаната ситуација во земјата, по објавувањето на прислушуваните телефонски разговори, сметаме дека се работи за една мощна сложена ситуација која бара итно решение во прв ред политичко, а потоа и правно. За да дадеме еден скромен придонес во оваа насока, ЦРИС пред неколку дена организираше јавна дебата на тема Македонија во вртлогот на прислушувањето кое е решението, каде што, меѓу другото, ги изнесовме некои наши ставови за надминување на кризата, како на пример оставка на актуелната влада и формирање на преодна влада на експертско ниво со одредени краткорочни и должности и обврски, како и силно меѓународно последување со активно и сериозно учествување на високи представници на Европската Унија и САД, првично во решавање на актуелната политичка криза денес, а потоа и на експертско ниво за следење на кривичните процедури и постапки, пријави поднесени за двата актуелни случаи прислушувани бомби и опозицијски пуч. Што се однесува до објавените телефонски разговори, ЦРИС ја изразува својата длабока огорченост поради ниското ниво на употребениот јазик и тешките навреди врз етничка основа од страна на одредени државни функционери, по-конкретно од Министерката за внатрешни работи. Затоа сметаме дека незината оставка од морални и прагматични причини се најмалото нешто што треба да се случи во овој случај. Во контекст на безбедностната ситуација создадена по инцидентот во Гошинце, придружена потоа со претресите на домови во Куманово и полициската интервенција во планинските села на Карадак, ЦРИС смета дека за целосна и објективна разврска има потреба од воена професионална експертиза од страна на Северноатлантската алијанса, имајќи ги предвид дилемите и сомнежите во јавноста околу авторството или нарачателите на нападот врз полициската станица во Гошинце, во ситуација кога граѓаните, а посебно тие албанци, ја имаат изгубено потполно довербата во правичното функционирање на државните институции. Објавените телефонски разговори околу настанот во Сопот пред 12 години се само уште еден доказ за тоа колку не дејствувале соодветно во одредени случаи државните органи на Република Македонија. Кога сме кај случајот Сопот, ЦРИС инсистира на целосна рехабилитација на неправедно осудените лица во овој политички монтиран процес, вклучувајќи и судско прогласување на нивната невиност и материјално обезштетување. Исто така, дејствување кое нужно мора да се преземе околу овој случај е земање на одговорност и казнување сите оние кои имале удел во апсењето на жителите на Сопот, нивното малтретирање за време на истрагата и осудување без докази и аргументи. ЦРИС изразува жалење во врска со тешкиот трагичен случај од пред неколку дена на железничката пруга Велес-Скопје, каде како резултат на прегазување од воз загинаа 14 бегалци од Африка и Азија. Овој тежок настан сметаме дека треба да послужи како потсетник за Република Македонија околу состојбата и статусот на бегалците во земјата, односно подобрување на условите за заслужување на законската регулатива, односно Законот за азил и привремена заштита усвоен во 2003 година во согласност со Меѓународната конвенција за заштита на бегалците од 1951 година и протоколот од 1967 година. Во оваа прилика, ЦРИС ја поздравува преземената акција од страна некои верски водачи и муслимански верници за погребување на овие несреќни луѓе во моментот кога се соочуваме, за жал, со голема негрижа на институциите на државата.